Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја обработиме глава 14 од Старозаветната книга Изреки. Се надевам дека ќе имаме доволно време за да ги прочитаме и проучиме барем поголемиот дел од стиховите. Како што забележавте во претходните епизоди, овој дел од книгата се состои од засебни изреки кои во себе кријат многу мудрости. Иако на прв поглед изгледа дека секоја од овие изреки обработува различна тема, сепак сите тие оформуваат една целина која има за цел да не научи да живееме побожно. Ке го прочитам првиот стих. Мудрата жена си ја гради куќата, а глупавата ја урива со своите раце. Кога мудроста вели дека мудрата жена си ја гради куќата, тоа не се однесува на куќата во буквална смисла на зборот, туку дека мудрата жена знае како да се грижи за домот и семејството. Во Библијата има неколку жени кои се многу добри примери за тоа што значи да се биде мудра жена. Сара, сопругата на Авраам, е добар пример за мудра жена. Мајка му на Мојсей беше исто така мудра жена. Иако живееше во земја во која нејзиниот народ беше поробен и угнетен, сепак успеа да израсне и воспита син како Мојсей, кој е еден од најпознатите личности во историјата на човештвото. Таа е добар пример дека без разлика колку е расипано општеството, мајките сепак можат и треба да ги воспитуваат децата да одат по Божиот пат. Во вториот дел од стихот пишува дека глупавата жена си ја урива куќата со своите раце. Како што во писмото има примери за мудри жени, така има примери и за глупави. Еден таков пример имаме во Втора Летописи 22, 2 и 3, каде што пишува: Охозија беше на 22 години кога стана цар и царуваше во Ерусалим 1 година. Мајка му се викаше Готолија, ќерка на Омри. И тој исто така одеше по патиштата на домот на Ахав, зашто мајка му беше негова советничка во незаконските дела. Во домот на Охозија немаше благослов, бидејќи беше предводен од безумна жена која не се грижеше за семејството како што треба. Слушнете што пишува во стих 2. Кој оди по прав пат, се плаши од Господ. На кого патиштата му се криви, тој го презира Господа. Начинот на кој го живеете животот го открива вашиот меѓусебен однос со Бог. Тоа го пишува и во новозаветните посланија. Во 1 Јован 2:6 пишува: Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така, како што постапи и тој. Со други зборови, како што Господ Исус живееше во послушност кон Отецот, така треба да живееме и ние. Сетете се што му рече Самуил на Саул. Зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господ, отколку послушноста на гласот Господов? Послушноста е подобро од жртвата и покорувањето подобро отколку овнешкото месо. Послушноста е многу важна во Божите очи. Стих 3. Во устата на безбожникот е камшикот на гордоста, а мудрите ги чува нивната уста. Безумните многу често ја искажуваат својата безумност преку зборовите кои излегуваат од нивните усти. Доволно е само да ги слушнете што имаат да кажат и веднаш ќе ви биде јасно дека во нивното срце нема мудрост. Горијат беше таков. Стих 4. Каде што нема волови, амбарите се празни, а од силата на воловите има изобилно жито. Навистина е интересно тоа што често во Библијата воловите се прикажани како животни од кои ние луѓето можеме и треба да учиме. Воловите се силни животни и во времето кога беа пишувани овие изреки, тие ја извршуваа истата улога што денес ја вршат тракторите. Тие ги влечеа плуговите и им помагаа на земјоделците да ги обработуваат своите ниви. Покрај другото, воловите исто така се користеа и за да влечат друг вид товар, кој трговците го носеа на пазарот за да го продадат и слично. Со други зборови, тоа значи дека во минатото било незамисливо да се води бизнис без помошта на воловите. Таму каде што нема волови, амбарите се празни, а со тоа и джебовите. Како што воловите им помагаа на трговците во минатото да имаат успешен бизнис, така денес во црквата има луѓе кои метафорички кажано ги влечат плуговите
и помагаат црквата да даде плод. Црквите во кои нема луѓе што ги влечат плуговите се заедници каде амбарите се празни, односно не раѓаат духовен плод и нема спасение на нови луѓе. Не велам дека тие се луѓето кои ги спасуваат изгубените и дека само нивна е заслугата за духовниот плод во црквата. Но верувајте ми дека без нив амбарите на вистина ќе бидат празни. Некогаш се случува таквите луѓе или да ја напуштат црквата, или да заминат при Господ. И во такви околности заедницата сваќа колку биле значајни и придонесувале за нејзиното функционирање. Треба да бидеме благодарни за оние луѓе во нашите цркви кои се трудат, ги влечат плуговите и помагаат амбарите да бидат полни. Добро е да се молиме за нив, за Бог да им даде сила да продолжат да работат, но и да бараме нам да ни даде поттик да им се придружиме и по Негова милост сите заедно да работиме и заедно да се радуваме на полните амбари и духовниот плод кој Бог ќе ни го даде. Познавам еден христијанин со кој сме блиски пријатели и често се дружиме, особено често спортуваме. Живее во друг град, малку подалеку од местото каде што живеам јас. Но од време на време се договараме да се видиме и да поминеме време заедно. Јас и тој не се согласуваме за некои нешта, но сепак се почитуваме и сакаме како браќа. Некогаш, нашите несогласувања за одредени теми знаат да траат долго и да бидат доста сериозни, но никогаш не ми паднало на памет да го прекинам нашето пријателство. Знаете зошто? Бидејќи тој е вреден човек кој со голема љубов за Господ ги влече плуговите и им служи на луѓето. Не само тоа, туку и мене често ми дава добри совети и навистина сум му благодарен за тоа. Затоа не сакам да го прекинам пријателството со него, бидејќи мислам дека моите амбари ќе бидат делумно празни ако го направам тоа. Стих 5. Верен сведок не лаже, а лажливиот сведок шири многу лаги. Во Новиот Завет Господ Исус Христос е наречен верен и вистинит сведок. И како таков, тој е пример за тоа какви треба да бидеме и ние. Во светот постојат два вида сведоци: вистините или верни и лажни. Што мислите, на што се однесува придавката верен? Според мене, станува збор прво за некој кој ја кажува вистината онака како што му е пренесена. Но покрај тоа, верниот слуга е онај кој не само што сведочи за вистината, туку и на своја кожа ја има доживеано вистината. Пример, кога ќе кажете некому дека Бог дава радост, дали тоа ви е само научена вистина или е нешто што го имате доживеано и на своја кожа? Ако зборувате за Бог врз основа на Библијата, и тоа е нешто што го имате доживеано на своја кожа, вие сте верен сведок. Овие изреки се навистина неверојатни, зарем не? Продолжуваме со читање. Слушнете што пишува во стих 9. За глупавите гревот е шега, а со праведните е милоста Божја. Луѓето кои мислат дека гревот е шега или дека не постои грев, се глупави. И Језавела мислеше дека гревот е шега, но на крај нејзиниот живот заврши трагично. Пазете се од луѓе кои не го сваќаат гревот сериозно. Стих 10. Секој сам ги доживува своите таги и своите радости, и никој друг не може со него да ги сподели. Секое срце доживува некоја тага или радост која е навистина тешко да се сподели со другите. Пред некое време, едни луѓе ме прашаа како помина операцијата со која требаше да се отстрани ракот од моето тело. И додека им раскажував, сватив дека колку и да се трудам да им објаснам, сепак нема да можат целосно да ме разберат. Тоа не значи дека никогаш повеќе нема да зборувам за искуството со операцијата, бидејќи Бог навистина моќно действуваше во тој период од мојот живот. Но свесен сум дека некои од нештата што ги доживеав се радости и таги, кои ги разбира само моето срце. Кога бев млад, напишав поема со која многу се гордеев. Некое време подоцна, кога почина татко ми, седевме во дневната соба со моите роднини и одеднаш им кажав дека имам напишано поема и дека сакам да им ја прочитам. Сега знам дека не требаше да го направам тоа, но тогаш бев наивен и сакав да ја споделам мојата радост со нив. Кога почнав да им ја читам поемата, сватив дека ним воопшто не им е интересна. Една минута од како почнав да читам, ме прекинаа, ми рекоа дека е добра,
и потоа ја сменија темата. Во животот има некои нешта кои треба и некои нешта кои не треба да ги споделите со другите. Стих 12. Има патишта кои на човекот му изгледаат прави, но крајот нивни води во смрт. Кога го читам овој стих, се сеќавам на се поголемиот број култови и религии кои успешно заведуваат многу луѓе. Сите тие промовираат одредени учења и вредности кои на прв поглед изгледаат многу добро и доблесно, но нивниот крај води во смрт. Пред некое време разговарав со личност која ме праша зошто одреден култ придобива толку многу членови. Мојот одговор беше, зашто таму кажуваат нешта што луѓето сакаат да ги слушнат. Никој не ги соочува со гревот, туку само им велат дека се добри и дека треба да останат такви какви што се. Тоа се патишта кои на човекот му изгледаат прави, но нивниот крај е катастрофален. Нивниот крај води кон вечна смрт, односно вечно одвојување од Бог. Затоа, бидете внимателни кога ќе слушнете или прочитате нешто за Бог, значењето на животот, духовните и моралните вредности и слично. Секогаш проверувајте дали тоа што го читате е засновано врз Библијата или е човечка наука што води кон смрт. Стих 15. Неразумниот верува на секој збор, а благоразумниот е внимателен на своите чекори. Оние луѓе кои веруваат на секој збор исто така ги нарекуваме и наивни. За жал, мислењето на светот за христијаните е дека се наивни, дека имаат низок коефициент на интелигенција и дека веруваат во се што ќе им се каже. Но вистинските христијани, оние кои се посветени на верата, не се наивни луѓе. Тие не веруваат во се што ќе им се каже. Не знам дали сте забележале во Евангелијата, но апостолите многу често му поставуваа прашање на Господ Исус Христос. Земете го за пример апостолот Филип, кој му рече на Исус: Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Во друг момент од службата на Господ Исус Христос, апостолите дојдоа и разговараа со него за неговиот идентитет, за тоа што велат луѓето за него и кој е тој на вистина. Исто така и Јуда, не Искариотски, му рече на Исус: Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Апостолите немаа проблем да му поставуваат прашање на Исус. Затоа верувам дека ние како Божји деца не треба да веруваме во се што ќе слушнеме. Ние веруваме на вистините запишани во Библијата, бидејќи знаеме дека таа е вистинита. Сме го почувствувале тоа на своја кожа. Верата не е исчекорување во мракот. Баш напротив, верата има цврста основа, а таа основа е Господ Исус Христос, кој е патот, вистината и животот. Наивните веруваат на секој збор, но христијаните веруваат на Божиот збор. Мудриот има страф и бега од злото, а неразумниот не се чува, бидејќи се чувствува безбеден. Мудроста вели дека мудрите луѓе имаат страф. Од што се плаши мудриот? Од Господ се разбира. Стравот од Господ му помага да се држи подалеку од злото. Од друга страна, неразумните не се плашат од ништо и затоа влегуваат во стапицата на гревот. Мислат дека гревот нема да им наштети, но тоа е добар доказ дека не се свесни што ги чека. Избувливиот човек прави глупости, а пакосниот е омразен. Безумните глупост добиваат за награда, а благоразумните се украсуваат со знаење. Лошите ќе се поклонат пред добрите, а безбожните пред вратите на праведникот. Сакам да ги протолкуваме овие стихови во контекст на предпоследниот стих што го прочитавме. Да ве подсетам, стихот гласеше: неразумниот верува на секој збор, а благоразумниот е внимателен на своите чекори. Благоразумните внимаваат на своите чекори така што се украсуваат со знаење. Тие не се луѓе кои веруваат во се што ќе слушнат, туку црпат знаење кое произлегува од вистината дадена од Бог. Затоа, бидете внимателни и стремете се кон благоразумност, односно кон спознавање на мудроста која доаѓа од Светото Писмо. Немојте никогаш да попуштате на притисокот и опозицијата кои ќе ги искусите од овој свет. Луѓето околу вас можеби ќе ве нарекуваат наивни поради вашата вера во Бог и поради тоа што ја читате Библијата. Но тоа да не ви биде причина да се откажете. Библијата е вистината
и секој кој го гради својот живот врз неа се украсува со знаење. Стих 20. Сиромавиот го мразат дури и неговите блиски, а богатиот има многу пријатели. Околу богатите често се собираат многу луѓе. Но прашањето е, дали тие се вистински пријатели или само луѓе кои имаат некаква корист? Стих 21. Греши оној што го презира својот ближен, а блажен е оној што е милосрден кон сиромасите. Благословени се оние кои им помагаат на сиромасите, односно на оние кои не можат да им вратат за добрината. Стих 22. Нели се заблудуваат оние што кројат зло? Но милост и верност има кај оние што мислат добро. Продолжуваме со читање. Мислам дека денес ќе завршиме со обработка на оваа глава. Стих 23. Од секој труд има добивка, а празните зборови водат кон скудност. Некои луѓе сакаат многу да зборуваат, а не се трудат да направат нешто во животот или да работат. За таквите, мудроста вели, нивните зборови ги водат кон скудност, односно немаштија. Стих 24. Венец на мудрите е богатството нивно, а животот на безумните е глупост. Зборот богатство во овој стих не се однесува на материјалното богатство. Постојат голем број луѓе кои имаат многу пари, а не се мудри. Мудрите луѓе си собираат духовни, а не материјални богатства. Стих 27. Стравот Господов е извор на животот, извор што оддалечува од мрежите на смртта. Колку прекрасно ветување. Стих 30. Кроткото срце е живот за телото, а зависта е гнилеж за коските. Пазете се од зависта, бидејќи таа ќе ве уништи однатре. Немојте да им завидувате на луѓето и гледајте си го својот живот. Стих 34. Правдата народ подига, а беззаконието срамоти народи. Колку би сакал овој стих да им биде мотото на председателите, премиерите и владите низ светот. Еден од најголемите проблеми на денешницата е што луѓето кои ги водат државите и народите не ја сакаат правдата. Тие се водат според беззаконието и затоа нивните дела водат кон срам. Но сепак треба да се молиме за властите. Не да ги поддржуваме во се што прават, туку да се молиме со надеж дека ќе го слушнат Божиот глас и барем некои од нив ќе ја засакаат правдата. Со тоа го завршуваме проучувањето на глава 14 од книгата Изреки. Следниот пат продолжуваме со глава 15. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.